Вака планираните приходи и расходи резултираат со буџетски дефицит од 18,2 милиарди денари во апсолутен износ, односно 2,7% од бруто домашниот производ. Ова представува намалување на дефицитот од 2,9% во 2017 година, што најдобро ја отсликува определбата на владата за постепена фискална консолидација, која ќе се постигне преку строга контрола и силна буџетска дисциплина при намалување на помалку продуктивните буџетски расходи со истовремено обезбедување на значителен износ на капитални инвестиции и субвенции за поддршка на домашната економија, како и средства за повисоко ниво на социјална правда. Ние сме цврсто уверени дека овој пристап во крајна линија ќе обезбеди подобрување на економските перформанси и животен стандард. Истовремено, намалувањето на буџетскиот дефицит представува најдобра потврда за домаќинско и одговорно работење, а не расипништво со народните пари, како што беше пракса во минатото. Проекциите за приходите на буџетот за 2018 година се базираат на реализацијата на приходите во тековната 2017 година, на очекувањата на економските остварувања во идната година, како и на ефектите од корекцијата на одредени јавни давачки. При тоа проектираниот раст на буџетските приходи од 4,7% е помал од растот на номиналниот бруто домашен производ од 5,3%, што е уште еден доказ дека макроекономските и фискалните проекции во предлог буџетот се реални. Поточно, со овој релативно конзервативен пристап во проекциите сакаме да избегнеме повторување на некои проблеми со ликвидноста на плаќањата од трезорот, што беше случај во минатото. Ние тоа сакаме да го промениме и веќе го променивме. Исто така сакаме да оствариме поголема со тоа подобра ликвидност во економијата. Даночните приходи за 2018 година се планирани во износ од 114,8 милиарди денари, вклучувајќи го и очекуваниот ефект кај приходите од акцизи од околу 1,6 милиарди денари и на приходите од ДДВ за околу 350 милиони денари, по основ на зголемување на акцизата на дизелот за 3 денари. Зголемувањето на акцизата на дизелот владата го предлага како соодветна измена на даночната регулатива. При тоа, ефектите од оваа мерка се неколкукратни: зголемување на буџетските приходи, усогласување со европските стандарди и регулативи на Европската Унија, како и заштита на животната среднина, односно намалување на загадувањето. Очекуваме дека оваа мерка ќе влијае на дестимулацијата на користење на дизелот како најнееколошко гориво, што ќе придонесе за постепено доближување на Македонија до ЕУ стандардите за заштита на животната околина. Социјалните придонеси како изворни приходи на фондовите за пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се планирани во износ од 55,4 милиарди денари, со задржување на постојните задолжителни стапки за социјално осигурување и зголемување на максималната основица за пресметување и уплата на придонеси од 12 на 16 просечни плати за примање од работен однос и извршни одбори, односно од 8 на 12 просечни плати за самовработените. Вкупните расходи во буџетот за 2018 година планирани се во износ од 211,7 милиарди денари, се во функција на редовно и навремено исполнување на сите законски обврски, поддршка на домашната економија и интензивирање на инфраструктурни проекти, како и делумно враќање на стари наталожени долгови. Тековните расходи за 2018 година се планирани во износ од 187,1 милиарда денари, наменети за редовно финансирање на платите на вработените во јавниот сектор, навремена и редовна исплата на пензии и социјални доместоци, исплата на субвенции во земјоделството, засилена поддршка на малите и средни предпријатија, како и субвенционирање на иновативни активности. Во овие рамки, расходите за исплата на плати се проектирани на ниво од 27,1 милиарда денари и во рамки на овие средства обезбедено е покачување на платите за 10% на сите припадници на армискиот состав од јануари 2018 година,
Расходите за стоки и услуги се проектирани во износ од 17,5 милиарди денари, со што ќе се обезбеди редовно и непречено подмирување на обврските на буџетските корисници, вклучувајќи обезбедување на средства за финансирање на здравствените програми, со цел унапредување на здравието и подобрување на здравствената заштита на населението. Во текот на 2018 година ќе продолжи определбата за спроведување на рестриктивна буџетска потрошувачка во делот на помалку продуктивните расходи. Поточно, износот од 17,5 милиарди за стоки и услуги е за околу 200 милиони понизок од 2017 година, при тоа доколку се случи зголемувањето на материјалните трошоци во Министерството за одбрана, за приближување кон НАТО стандарди, намалувањето на сите останати стоки и услуги изнесува 615 милиони денари. Тековните трансфери и субвенции се планирани во 2018 година се планирани на ниво од 133,9 милиарди денари и се однесуваат на социјални трансфери проектирани во износ од 98,7 милиарди денари и тоа во 2018 година 54 милиарди денари се наменети за исплата на пензии со вклучено редовно законско усогласување, потоа за исплата на паричен надоместок во случај на невработеност за невработените лица планирани се средства во износ од 950 милиони денари, во чии рамки се вклучени и потребните средства согласно законските измени за решавање на материјалното обезбедување на невработените лица поради приватизација на предпријатијата со доминантна државна собственост. За спроведување на активните политики и мерки за вработување планирани се 988 милиони денари. Овие средства ќе бидат насочени кон креирање на програми, мерки и услуги за вработување кои ќе се проведат за да се подобри функционирањето на трудот, да се подржи создавањето на нови работни места, како и вработување на млади лица. Ова представува историски највисок износ на буџетски средства за активни мерки за вработување. За здравствена заштита планирани се средства во износ од 28,2 милиарди денари. Ова ниво на планирани средства за здравствена заштита, која ќе се реализира преку Фондот за здравствено осигурување, е поголемо во однос на 2017 година за 1,1 милиарда денари, во најголем дел наменети за финансирање на здравствените услуги, како и за зголемување на платите на медицинскиот персонал во јавните здравствени установи за 5%, почнувајќи од исплатата на септемвриската плата во 2018 година. Во буџетот предвидени се средства за редовно и навремено исплаќање на обврските по основ на правата од социјална заштита на ранливите категории на граѓани во вкупен износ од 8 милиарди денари. Истовремено планирани се и средства за поддршка на функционирањето на постојните дневни центри и народни кујни, како и средства за субвенционирање за трошоци за потрошувачка на енергија за најзагрозените категории на граѓани. Во буџетот се планирани и средства за субвенционирање на минималната плата согласно актуелното законско решение. Со оглед на веќе видливите успешни ефекти на овој проект, раст на платите од 4,7% во септември, цврсто веруваме дека ова е еден од најдобрите проекти на новата влада. Субвенциите во земјоделството, како и значителниот износ на средства од ИПАРД програмата, ќе обезбедат негово натамошно зајакнување и поддршка со цел зголемување на извозот на македонските земјоделски производи и освојување на нови пазари. Завршење на радиодифузната дејност и работите од јавен интерес во областа на радиодифузијата, планирани се средства во износ од 1,2 милиарди денари. За зголемување на конкурентноста на приватниот сектор преку мерките за нови гринфилд инвестиции, мерките за поддршка на извозот, поддршка на малите и средните предпријатија, како и иновативната дејност, планирани се средства во износ од 1,1 милиарда денари. Предвидени се трансфери до единиците на локалната самоуправа во износ од 17,9 милиарди денари за финансирање на пренесените надлежности на општините и приходи остварени од ДДВ. Во однос на 2017 година, овие средства се зголемени за 893 милиони денари, од кои 140 милиони денари по основ на ДДВ дотација, додека 753 милиони денари е зголемена блок дотацијата. Во овие рамки се обезбедени средства за зголемување на платите за вработените во основното и средното образование и детските градинки за 5%,
почнувајќи од септемвриската плата во 2018 година, како и за материјалните трошоци за делегираните надлежности за образовната, културната и дејноста на заштита на децата и старите лица. За капиталните инвестиции издвојуваме значителен износ на финансиски средства во насока на поддршка на економскиот развој, утврдени на ниво 24,6 милиарди денари, односно повисоки се за 5,3% во однос на 2017 година. Во 2018 година планирано инвестирање во повеќе области, и тоа за интензивирање на инфраструктурни проекти, односно за инвестициски вложувања за довршување на автопатот на коридор 10 и железничката инфраструктура, енергетската и комуналната инфраструктура, како и капитални инвестиции за подобрување на условите во здравството, образованието и социјалниот систем, земјоделството, културата, спортот, заштитата на животната средина и правосудството. Почитувани пратеници, проектираниот буџетски дефицит за 2018 година изнесува 18,2 милиарди денари, односно 2,7% од БДП, согласно определбата за постепена фискална консолидација, односно честно, одговорно и домаќинско располагање со народните пари. При тоа, покрај покривање на дефицитот, во 2018 година ќе бидат потребни и 22,7 милиарди денари за отплати на стари долгови, со што вкупните потреби за финансирање во 2018 година изнесуваат 40,9 милиарди денари. Овие потреби за финансирање ќе се обезбедат преку комбинација на задолжување во странство и на домашниот пазар на државни харти од вредност. Задолжувањето во странство може да се реализира преку издавање на еврообврзница на меѓународниот пазар на капитал или повлекување на средства од поволни кредити од странски финансиски институции и кредитни линии за наменети за финансирање на одделни проекти. При тоа, изборот на конкретен извор за надворешно финансирање ќе се темели на тековните и очекуваните состојби на меѓународните пазари на капитал. Понатаму, задолжувањето на домашниот пазар на државни харти од вредност, со него ќе се обезбеди дополнително финансирање под поволни услови, користејќи ги релативно ниските каматни стапки и високиот интерес на инвеститорите на домашниот пазар за државни харти од вредност. Со цел оптимизација на исплатите и намалување на ризикот за рефинансирање, основна заложба на Министерството за финансии ќе биде зголемување на рочноста на издадените харти од вредност преку издавање на државни обврзници со подолги рочности. Покрај ова се предвидува изголемено акумулирање на депозити на буџетска сметка со цел редовно и навремено финансирање на обврските кои доспеваат на среден рок. Сумарно, нето задолжувањата, односно разликата помеѓу новото задолжување и отплатите на стари долгови во 2018 година изнесува 29,9 милиарди денари. Со ова ќе се покрие буџетскиот дефицит од 18,2 милиарди денари, а на сметка ќе се акумулираат 11,6 милиарди денари како депозит. Моментот на акумулирање на депозит на сметка е особено важен и укажува на водење на одговорна фискална политика која гледа подалеку од краткиот рок. Поточно, државата треба да биде подготвена за враќање на исклучително големите кредити кои беа земени претходно, а кои треба да се вратат наредните години. Особено, важно е да се знае дека во 2020 и 2021 година ќе имаме за враќање околу 925 милиони евра само по основ на 3 големи претходни задолжувања. Еврообврзница од 270 милиони евра издадена во 2015 година, еврообврзница од 500 милиони евра издадена во 2014 година и втора рата од PBG заем од 2013 година во износ од 155 милиони евра, плюс други отплати на долгови на домашен и на странски пазар. Почитувани пратеници, денес ја почнуваме расправата за буџетот во 2017 година, кој е секако еден од најзначајните акти на било која и влада и собрание и држава. Затоа ве повикувам одговорно и сериозно да пристапиме кон овој процес и да развиеме дискусија која ќе биде базирана на аргументи и меѓусебно почитување. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам конструктивна дебата.